Драги охријани, годинава што изминува, ја испраќаме со задоволство од направеното. Искрено ви благодарам за сите ваши напори, вложениот труд и достигнувањата, за вербата во нас и поддршката која ни ја давате. Новата 2015 ја пречекуваме со верба дека ќе го завршиме започнатото, ќе го реализираме планираното и ќе се справиме со предизвиците кои стојат пред нас. Посакувам на тој пат, како и во ова, така и во новата 2015 година, да не следи добро здравје, љубов, среќа и берикет, зашто верувам дека само така сплотени, со посветеност, истрајност и одговорност, успешно ќе ги решаваме предизвиците што ги носи новото време. Привилегија е да се живее во древниот Охрид, во кој своји траги оставиле многу цивилизации. Овде 7000 години се градел вонвременскиот културен и духовен мозаик, кој дополнително ни дава сила полесно да ги прескокнуваме препреките на сегашноста и да ги прифаќаме предизвиците на иднината. Токму затоа, ние како генерација посветено работиме за подобра сегашност и иднина на генерациите кои доаѓаат по нас. Во годината што изминува, во многу области, напорно работевме и реализиравме проекти за да го подобриме животот на граѓаните. А ветуваме дека со таква посветеност и општествена одговорност ќе продолжиме и во новата 2015 година. Реконструиравме многу улици, изградивме нови километри водоводни и канализациони мрежи, тротоари, плоштади, стадиони, спортски игралишта и бројни други инфраструктурни објекти. Во наследени тешки финансиски услови, со успешно менаџирање на народните пари, успеавме да ги стабилизираме образовните институции, за непречено да се одвива воспитно-образовниот процес и инвестиравме во реконструкции на детски градинки и школи. Не ги заборавивме ни невладините организации, спортските клубови и културните манифестации. Финансиски поддржавме мноштво проекти од областа на спортот и културата. Го поддржавме наталитетот во Охрид. Не ги заборавивме и граѓаните од социјално ранливите групи. Искрено и човечки за нив организиравме бројни хуманитарни акции. Субвенциониравме комунални давачки. Организиравме курсеви по странски јазици, а за најдобрите ученици и студенти обезбедивме стипендии. Свесни сме дека тоа нема да ги реши сите нивни материјални и финансиски проблеми. Но знаеме дека со нашата грижа тие ќе се чувствуваат посигурни и дека ќе се почитуван дел од нашата општествена заедница. Водевме грижа за сервисирање на дел од долговите како наша обврска кон сите оние кои во минатото често обработиле за оваа општина. Во вакви мигови, кога ја испраќаме старата и ја пречекуваме новата година, вредно е да се споменат и оние работи кои ќе се одвиваат во континуитет. Никој не останува рамнодушен кога ќе види со какво темпо се одвиваат градежните работи на автопатот од Кичево до Охрид. Тоа на граѓаните им дава сигурност дека така ќе биде и во новата 2015 година, со најавениот експресен пат од Охрид до Пештани, со влегувањето на светските стопански гиганти, како и новите фабрики од чистата и лесна индустрија, во која ќе се вработуваат и илјадници наши сограѓани. Тука се и инвестициите за изградба на затворен градски пазар, нова автобуска станица, старечки дом, затворен пливачки базен, катна гаража, патишта, улици, кружни токови, пешачки и велосипедски патеки, како и други капитални инвестиции. Во 2015 година очекуваме конечно воспоставување на летови од европските дестинации кон Охридскиот аеродром, кои ќе бидат финансиски поддржани од нашата општина. Како резултат на новиот пристап во промоција и афирмација на Охрид како ретка и атрактивна туристичка дестинација, летово што измина, низ Охридската чаршија можевте да видите туристи од многу земји во светот. Очигледно дека успеавме да го вратиме стариот сјај на туризмот во Охрид. А ние, како општествено одговорни луѓе,
кои ја водат локалната власт, цврсто сме определени да го интензивираме овој процес, да привлечеме што поголем број пред се странски туристи и да ја продолжиме туристичката сезона со настани преку целата година. Драги сограѓани, исполнети сме со задоволство од сето она што локалната самоуправа го направи во годинава што изминува и убедени сме дека тој впечаток го делите и вие како наши сограѓани. Имаме големи обврски за 2015 година и се чувствуваме подготвени со ваша поддршка да ги реализираме. Посакувам 2015-та да ни биде просперитетна и берикетна година. Нека ни донесе здравје, среќа, љубов и благосостојба во семејствата, во нашиот мил град и во нашата сакана татковина Република Македонија.